Здраво живо, поздрав од ресторан Ексклузив. Сега сме на нова локација на снимање на емисија за Куманово. Мислам дека е 178, не знам тачно прилike, али во свак случај денес имаме интересантно соговорника. Денес наши вас гост е Војо Арсовски. Човек има 88 години и има доста интересантни моменти од свој живот и ќе биде добро да чуеме што има он да ни каже за негова прошлост. Војо, прво здраво живо, како си? Здраво живо, добро. Еве ја даде најаву дека имаш скоро 88 години. Да. Прво те прашам како те служи здрави. Фала Богу, добро. Здравје служи уште добро. Ово кој си активен, искачаш, движиш се Да, милионар. искачам, шетам. Поблизу, многу далеко не може да идали. До Кошеви зајде у круг направо, узгор Да. и тако е. Значи ти живиш овдека над Ексклузив горе кој е Кошеви. Јас живо одно овде од Вишетрговски до Амбуланту близу и школа се. Па добро. Ту имам куќу. Јас сам те видеа, туе пред Кошеви нели има туи луѓе Да. што продаваат Да. воќе, поврќе, ти си туи највише, така ли? Највише ту имам пријатели, пријателки, тако се ставимо, правимо мовет, размишлења, си го сменимо и тако да ни време пројде. Така е. Да. Еве на почеток и вас да ве прашам да ни кажеш ти куде си роден? Ти си роден 36 година, ама куде? Јас сам роден у село Живење. Добро. Да. Од фамилију, голему фамилију. Да, тоа прилike колку од Куманово далеко? Па комај 30 километра. Кога е 30. Да, ту негде кај. И ти си роден во едно време куде што пред друго светско војно, Да. па на почеток ми те прашаја дали ти нешто памтиш од рат? Па од рата прилично нешто памту. Оно што са ми кажувале некои од за време турско стари што са ми кажале како е било, тоа е било кои како се мучиле, кои како се работале, кои се ишле тако од време турско памту нешто. А ти како дете памтиш и нешто ти како дете од рат? Памту. Од рата. Да, ти си маја каде било, кога се биле најголеми војни, ти си маја 7-8 години, да. Да. Што памтиш од рат? Од рата памту како се селеа од овде Кумановци, Добрашане, селеле са каде нас. Ние сме имале у село Трало, 1-2 километра од село. Зидани колиби, трала стока. И там се доваѓале избеглици, у Трало се живеале, наши се ги одржавале храна, едно друго давале и така. Тега се биле бугари одека Да. за време. Да. И помалку германци, али бугари се биле највише и Да. веројатно ти нешто памтиш од тој период. Па германци од село Винце дојдоа, сеќам се како дете, дојдоа покрај нашу куќа тој путија. И мои баш беа заколјале свињу и наврати се еден од немците, прави мове со деда ми. И чиче ми го собраа, Блажо се викаше, собраа га немците, према Колиско го одведоа. И они таму Колиско со бугари се сретнале и преснало тапање. И овој некако се скрие, па подол, фати едно викамо лосој према Длъгу и си дојде дом, тако спаси се од немците. И си дојде дома. Потоа чичо ми еден е бил у партизани, загинал е у Белу цркву во Војводину и останала жена му со едно дете. Станала. Кажи ми, татко ти, твој татко, нешто кажуваа ли вие на вас деца за рат, како е било повише, подетајно да ви објасни? Па, кажувале се и за време турско нешто, и за време рата се кажувале, се зависи кој е како мисли. Конкретно за други светски рат, татко ви што ви кажуваа? Ваш татко? Па, за Други светски рат, за време турско, кажувале са мои дедовци, парадедо мој, со ми кажувале, значи, парадедо мој бил дедо Арсо. Добро. Они су биле два брата, дедо Арсо и дедо Мите. Дедо Мите имал ќерку и сина, а дедо Арсо имал 4 сина.
Значи, дедо Владе, дедо Салтир, мој дедо што е седо Салтир, и дедо Јордан, и дедо Милан, четворица. Дедо Милан е бил како најглаван, како се ми кажа стари. Он е бил кмет увек у село. И утепале сега турски джандари се ги викале, отварале го полешенце и го утепале го тамо беа. А дедо Салтир ги чува, ови дедо Владе се помине, дедо Јордан се помине, и дедо Салтир ги чува све унуци што су имале од дедо Владата и од дедо Милана, и чува ги, ожени ги. Ми сме биле до 44 годину 30 и неколку човека у фамилија. И у заедницу не сме биле делени. 44 годину се сеќам убаво, так се делија мои отсос, али дедо ми братаници оддал, оженил се и так ги подели. Се кажи ни, таму у село да ни го пишеш живот како е бија кога си се родија? У село... Било е сиромаштие големо, веројатно. У село е било сиромаштие големо, а имало и кои су биле добро ситуирани. Чувале со стоку, повише, а вишето и со стоку и земјодели се работале. Имало е куќи, може да речу 3-4, многу сиромасти су биле, кои не се имале стоку, едино, ако има некој свинче или кокошки. Друго стоку ништо не се имале. Некои си имале само кравчики, хора со кравчики и тако е. Имало е некои работи у земјоделие, баши се имале, може да речу 60-70% се имале производство на пипер, потежани, тако и работи, али имало е па кои не се имале ни башчу, ни ништо. И тако живееле се луѓе. Али у село е било голема слога. Значи, слоза народ, питом народ. И они свак пролет ќе се сложи се, собере се, подели путишта, каде има негде расипан пут, отиде, подели толку метра на тај куќа, толку метра на тај куќа, тако путишта увека имало направени, средирани, тако е, подредени. А колку сте биле ви деца у фамилија? Колку деца сте били у фамилија? Кад сме се одделиле после, ми сме биле 6 деца на татка ми. Си бија најстар или? И татко ми, мајка ми, и баба ми, и дедо ми су биле живи. Дедо ми се помина 53 година. Ти си бија од сви браќи и сестри најстар или? Не, сестро имам 2 постари од мене, па јас сам, па после по мене има друга сестра, па брат ми, па 4-та сестра, поправо 5-та. Колку има живи од нима? Јашто ја и сестра ми, тај помала од мене, и Јолка. Куде се учије школа у село? У село имамо школо, убаво школо, зидано, све, па то се имало све, значи према други села, многу убаво школо сме имале ми. Тој сум 4-то одделение завршило. После отидо, отвори се школо у Горобинци, Свети Никоско. И запишаваме тамо, едно 4-рица од село, идемо тамо, Горобинци да учиме школа. Учимо тамо 2 месеца или 3, не се сеќавам тачно, и школа се затвори интернат, под интернат затвори се, кои може родители да доаѓа у Свети Никола да се заврши школа, средњо, некој факултет завршија, али на нас ми повратимо со село, и тако со 4-то одделение. И ја после дојде овде нас со 4-то одделение сам дојде. Али тега, Војо, кад си ишло у школу, ишло се е пешки, по неколку километра сте одиле од дома до школа и назад, тако ли е било? У школа ми е било близо село, малку округ, каде било основок сме училе. А кад идемо у Горобинце, далеко е било. Идемо Малино, па идемо Преоцко, па Сопот, па Горобинце. Колку километри има од? Па, да не слажали, има 30 километри. Пешки на тебе, на? Да.
Али преночимо тамо, например, дојдеме у суботу, не пуштив, не у петак по плана не пуштив, у неделю се вратимо. И тако е било. Добро. А кој ти бил учителка, памтиш ли си у школу? У школа ми беше учител Да. Никола Никола, не знам тачно од куде беше родом, Колку сте биле деца у класи? па имало преку 20 деца било. Зашто имало е прво, друго, треќо и четврто оделење. Добро. И тако е прво и четврто идев една смена, па после друга смена идев. Како тој друго и четврто или тако нешто. Да. Што ве учи учител највише? Што ве советувае? Па од почеток, како почеток, да учимо да пишуемо слова, па да броимо, па после идемо на стикотворби, тако, значи тоа смо почнале стикотворби од второ делење или треќо, тако нешто, а од прво е било учење бројки, како да пишуемо и тако. Пошто има многу случаи во тоа време, пошто ту пред рат веројатно су биле наши учители, Да. али за време на рат су биле бугарски веројатно. Да, Тако ли е било? да, тасно е. Добро, ти завршуваш и средњу школу веројатно. Овде сум учил. Овде? Речи, Кој година доаѓаш ти основно у Куманово, тачно, кој година? у Куманово сум дојден 66-ту годину. Работа у Козијак, зградите официрски што се градеа скопски дуќани. У Козијак со електричари, знаеш, работано 3 месеца. И после фати зимо распуштијане. И се врати у село. У село се до 57 годину до февруар месец, до 23 февруар. 23 февруар отидо војник. Добро. И у Загреб беше заврши обуку. Тој заврши куварски курс 3 месеца. Па ме префрлија, после прекоманду добил Варажден. Варажден ми е било добро. Како војник сам отишал 62 кила, а како војник сам дошал 59 годину, исто февруар, 82 кила. Кажи ми, како е било тега у ЈНА да се служи? Имало е ред, дисциплина? Ред, дисциплина, кој сакал да поштуе, селски деца се поштувале, ред и дисциплина, и се биле увек добри. А градски се биле малку поонакој и такој, како војник сам бил одличен. Имало е тега с тебе некој да ја служија војско од Куманово војник? Има. Како се вика он, памтиш? После 59 годину, после 20 и кусур години, наваѓам го еден Цветко од Пузајко. Пузајко, да. И на пазарот идују и он продава свињи, продава с трактор и силно. Значи, доживљај после војско ми бил тој, гледам го, викам Цветко. И ти кој njega, добар дан. Продаваш ли ги свињи, продавам ги. Викам, колку и пари? Толку. А за мене ќе пуштиваш? Не. А бре ќе попуштиш? Не бе ќе попуштиш, пошто не ме знаеш кој сам. А кога ти дознаеш кој сам, сигурно ќе ми попушти. Не шалимо се. И силно почна да се љутев тут, што е се карате ли се, не бе, права погаѓа го. Не ли си ти Цветко од Пузајко? Да. Ти служи ли војско? У Загреб служи. У Касарно Орешковиќе служи? Да. У прекоманду ти добили за Копривницу? Да. Па ја добих прекоманду у Вараждин. А челник кој, да сеќаш ли се? Кирович и Радослав и Арсовски воја. И он така, воја. Па викам воја. И так се запознавamo. По тој најде ми еден Кирович тај Радослав, што го кажуju, у Куманово.
на площад. Оди гледам го на площад. Рекам, он двојца. Тоа е било 59 година, така ли? Не, пуно после 20 години. А после тоа добро. После 20 години. И ја повикна. Хировиќ Радослав. И он застана. Дојди во. Он дојде. Го познаеш? А бре, чека да се сетим, вика. Нели смо војско служили заедно? Да. И така сме се запознали. А кажи ми, кад си бие у војското у Загреб, Загреб како град е бие, да каже, у фазу на изградбу на... Да, Убав град те бие. у Болград. За мене е било, што да ти кажу, ја не сам знаел што е воз. Не сам знаел што е тролебус. Не сам знаел што е утакмица. Ише ли си на утакмици на Динамо Загреб? Но у први пут у Максимир сам ишao по войни. Така, за Динамо кој играе, памтиш? Знам Беара, Владимир Беара, голман. главан и некој глачи, така му сам зборил, али се, он ми е у крупа беше како вас, фина така. Да сеќам и се шатам по Максимир, по Трк Републике, по Загреб и така. У Загреб што сам се сликал тие слики војнички, после едно 15 година у Загреб отидов како магацинер со Спутника, со комерцијалистов, отидов сликарни, се упознамо се одмah со тога сликара. Значи, после неколку години. И тако... Ти си служија, значи, 2 години војско си служија? 2 години се служив. 6 месеца у Загреб, реста у Вараждин. Да, и Вараждин е бил во град, така? Вараждин е бил супер, али после 20 години, како шофер отидо, многу изградени. Едва можу да се препознам што е бил град, значи. Касарне бија напред, а после касарне срушени. Пекара што е било Вараждин, и магазини, војни магазини. Ево, војни магазин сам поише работал со капетана, како помошник. И пекара е било ту војни магазини. Дозволу сам имал у нон-стоп, се валя од 6 вече до 10. И вечер си отиду у Касарнев си спiju, у 15. мај. Спiju, се валя си отиду у магазини, тамо со капетана. Он даде ми нешто, однесу до жена у стан и тако многу сам фина прошao. И мало ли е така некој да ти се потрефие, што вика кумановци официр да бие македонец у Загреб или у Вараждин? Не имало. Не имало. После некои многу касно време македонци имало официри, не имало така. Се кажи ми, завршуваш го војни рок 59 година. Да. И што работиш после? После учи занат јоргаджи. Работа 2 години како јоргаджи. Куде е у Куманово? У Куманово, испред банку, Народно банку доле, у Сукачето. Добро. Брокат се викаше напред. Брокат, да. Ту работа, после дојде еден принуден управник, Борше, директор на Сода вода. Ото го знаете. Фала му на час, значи он ме осил да не биду радник, направи ме магацинер. Али ја рекна, директор на се слажа управнеше по право, али ја не сам толку искусен, дали ќе можу, премна сам работал со магацинера у Вараждин со капетана, и пак гледам како се мери, како се тој дава. Рече, не се секира, ја ке те тој се научу. Што треба, и ја тој се го научу. Ама немамо осмоделение. Ке се запишеш осмоделение, ке завршиш и ке работиш. Добро, јас се слажу со тоа. Зему приму магазин, што треба, управнише тоа, што треба, после му прими едно благајничко со средњу школу, со економско, што треба куде њум, извежбаваме што е право свака час, тај се викаше Олгица, и да, значи, до пензију заедно смо биле со Благајничко, не разделиви, толку смо биле блиски, поверење, она куде мене имала, ја поверење њум. Ја треба магазин, клучеви да оставу, да кога отиду негде на њум ги оставу, а јас сам ишал у фирму и сам бил како снабдевач, како домаќин, да купу нешто за фирму. Било книги, било шајка, било моливи, што ти ја знам, тоа зашто треба. Значи, ми зборимо за фирму Биброк, така е било. Да. Кога сте почнувале така да работите, колку радника сте биле? Малку? Први смо биле около 12 души. Малку? Да.
Па женски после примамо пуно. Ја магазинар кад би на женски примимо. И зголемимо се дојдомо до 20 и неколку. Па још примамо, накуде 30 се приближимо. И после се фузирамо со Билјано. Билјано горе. Да, директор дојде тај друг. Значи, ше пут да кажемо, прва локација на Биброк е било на Негорички сокак. Да, Отприлike тоа Брокат. доваја се куде Брокат е бил на Брокат, Вишка, да. а Билјана после горе Билјана стоеше горе, и се фузирамо со Билјано. Тамо беше директор друг и овој директор што иде куде не по своje беше Црногорец и тој пуно време. Тој што сум примал саат на 30 годишницу, тој директор ми е дал. Ево да не забравяме да покажемо слика од твојага татка. Да, Како се викае он? Стојче, Стојче, добро. татко му Салтир. Татко Стојче какав е бие? Строг ли е бие? Он е бил строг према деца. Деца не се смеале, од njega ништо да пипне. Дисциплина имало? Да, дисциплина е била јака. Ја не сам смеал да попцую пред njega никако. Еден пут сам попцувал едно девојче, момшиче, и он ме те пасо с едно, викав ги жегра на кола, воловски кола, извади едно жегру, па ми изгори, добро ми степа, и ја више да поспую, докле он живот, ја не сам попцувал. Не, Се вика не смее да Не. шега команоци да ти дојде памет. не, никако тој. Ебе го твоја мајка, Да, она како се викала? мајка ми се викала Дзура. 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 Добро. Тоа е право име Дзура. Она е од Она е било домаќица. домаќица, од таква фамилiju, може да е била најсимпатична и добра у село. И е у најбогату фамилiju у село одадена. Мој дедо Арсо женил ега, унук му е бил татко ми, а дедо ми ега женил. И рекна, ја ќе го зему за унуку, испратил намерника да го тражи, так со намерници се жиле. И онај ујко ми рекна, ќе го дам, али ќе даде 4 лири. И 4 овој лири? А, Добро. и кажал на дедо Арсо такој, ти ќе му гаеш, ја ќе му дам 5 лири, а њум ќе го зему за унуку. И го земев, а татко ми се женил на 16 години. И да се венчав, не ги венчав, а татко ми, мајка ми постара, она е 1000 родена. 7 години е била постара njega, а татко ми е 7. И му дадев 2 години, да има 18 години, за да може да се венча. И Еве, ово е слика 4 јануар 73. Што го покажам овој. да, 73 година. Тој кад се биле веќе доста стари. да, Е сега, колку време работеше Биброк? ја работав у Биброк до 71. И После Биброк се и Билјано, фузирамо зборимо све. 71 со Билјано. Добро. У Билјано сам работал до 91. Шофер. Од 71 до 91 шофер сам у Билјано. Билјана е била фабрика, Конфекција. тоа е било горе над Искру. Од Висе Искру, Да. Лимарско. Да. И успешно е работала, имале сте работа тоа време. Имале смо. Прошири се повише. Они беа многу малку кад се фузирамо, неколку токо 150 човека, ли дојдомо до 300 кусур радника. Имало е све, значи, обновени машини, се било све, нови магазини направи немаше. Билјана немаше направени магазини. Направија магазини, тој Тоа е било 71 година. да, Директор како го кажа, викае се баш прв директор на Љубенко е бил, кад сум биле у фузирани со Билјано. Добро. А доле сум и биле Крстопутински, Боршик, управник е бил Крстопутински, Милан, после од Челопек родом, Добро. не може да знаете. Оно што е интересантно да ни кажеш, еве, кад сте пребациле горе
Да. у Билјано. Имало ли превише работа, па се наметнало дека мора горе се префрлите, затоа што ви посланиците да се ширите, имале сте поголем обем на работа. Да. Боле смо били у тесен, не смо имале доволно магазини. Да, и нема кој да го складирате робу. Нема смо простори го нема. Горе се прошири, повише магазини направија големи и се прошири повише и тако фузираа се да биде повише да може да се работи. Така. Куде сте највеќе имале пласман на робу? Само Македонија или сте извезувале надвор? И ван Македонија сме имале, смо со Немачко, сме имале, со Чекословачко сме имале. Имале смо со Маđarsku, Братиславу. Братислава у Чекословачко. Чекословачка да. У Маđarsku, у Будипешта носил сам робу. У Братиславу сам носил сам робу исто, конфекцију. У Немачко сам носил Минхен, Дрезден, Западна Немачка, Гросенхајен. Там сам носил робу. Сега и овој директор како директор веројатно давае вие и редовно плату, имале сте задоволни сте били радници, тоа е битно да кажам. Мала е била плата према други, али ипак била редовна. Редовна е била, нема што. Ти доваѓаш на позицијата 71 година, прво си бие шофер, тако ли? Да. И одговорна функција, веројатно си возија директори или си друго нешто возија? Не, робу сум веќе. Малку сум директор возил, али малку време. Сега да ни кажеш, у тоа време се биле тие камиончи импровизирани и сабаје си маја утовар, товарите робу и само ти даде налог и кажете иди тамо. Да, да. Фактички сваки ден си бие на пут. Скоро сваки ден. Куде си највеше путувае? Прво сам путувал Македонија највеше цело. Нема куде да сум улегнал. Па после земаа ми, така имаше комбе Морис. Со 110 Македонија. А по тоа зема заставо со Сераду и почнаа да иду подалеко. Почнаа Косме да иду, да иду Србију, Источну Србију, Западну Србију, Космет, па почнаа да иду Црногору, Босну, сам ишал. Па после имам идено Загреб, Карловац, по Приморје целога имам примено од Улцин до Риеку. Сугде тие градови имам видено, спиено. Ово е битно да кажете, Војо. Значи, одговорна работа, да. Мора увек да си одморан, кога ќе појдеш на пут, да. Затоа што имаш обрско да донесеш робу, да. И тој си го работае со срце. Да, со волју, со мерак. Било ме мерак да биду шофер, прем сам бил у магазин повише ценет, али помала палата е била. Да. И сам се решил да биду шофер. Положи си. Имаше да ни кажеш некој случај кога си путувае, кој не може да го забравиш, еве, кога си бие шофер, например. Кога си е десило нешто на пут, а кој ден денес кога препечаваш на твои неблиски? Една случка, можда го имам повише, али прва ќе го кажу, како што сам, како да кажу, поваѓаме овде имаше една свадба овде на Куманово и вече на свадба нешто го дело, понел сам си лично карту возачко додобро и така. Јутро поваѓам на пут, товарам, Сабаля радам, поваѓам на пут и од Црногору спуштам се на Пријеполе, Преполе, Белополе и Пријеполе. И полиција ме зауставиле Црногорска. Четворица. Ваше да исправе. По джебо нема да исправе. Викам на свадба беше, добро сам ги водел. И што правим? Ви како кажете. И он завртя тамо на телефон, дали има дозвол сега? Океј, има. Добро, слободно си, имаш дозвол. Сега е у реду, може да продолжи дозволу, од овде нема никој да те више заустави, ни казна, ни ништо. Нема никој да те кази. А овде наши, ако немаш дозвол, onda те казни. Дали си го забрил, не га интересира.
И пушти ме, али вика, зачекај мајсторе. Ога колегу реши ќе го одвезеш до таму и до таму. А она женска. Али немој успут, ви сте шофери, некои, не да кажу сви, некои има лоши. Нема да дирате више Немој да колегу. дирате жена, да? Не, бре, не, како тоа? А она кога се каши на дебела 120 кила. Камион, на страни се дири. И одвезу го ставу, значи, тоа ми е било најуспешно. А друга случка некој? Потоа друга случка сум имал од Тетово, кога го возеше тој комето, иде со мене еден комерцијалиста, истовари му гоствори Тетово и се враќам од Тетово. Од Тетово, од Карпаласак, што имаше за гинати наши војници, има една вада голема за воденицу. Пред мене иде на 101 и тоа ми е трагична, значи, било работа. И одевам по 101 и стумба се у ваду, на калаш. И јас застана, отиде на калаш врата од згора. И викам, отварајте, не може ги отвори тегло, нека отвори герата. И женско го извадам од позади, беа 3 женски, напред мушкарец возеше и женска. А вода више наплива, пуни се кола. И ја изведам то женско, а тај со мене шепузник извади ga мушкарца. Ја извадам и другото женско, а третјата женска веќе до овде вода. И го потфати некако, извади го. И она не може више се држи, па ќе ја на рамо и несо го на асфалт. Но иде едно фиќо, збришано ќе да стане. И ја му зема број. Запишано. Дојде полиција. Још не беше дошла полиција, не идова друга кола и ја ви повикна, викам, која има слободно место, да товариме од овие луѓе да однесете до Скопје до болница. Не идеја да со скола реше сам ја. Паркира се и женците ги товариме, однесе ги за болницу, мушкарецот остана. А вода се цели, цвите беа вода. И дојде полиција да слушаме се како било, што било. Земаме подоци и ја кажа на полиција дека фиќо не ќе да застане. Приша, а ја ga број тај. Онда биде полицаец. И тал се, да на работа, не застана. Доаѓа после известно време, тој полицаец и еден кумановац полицаец. А тај ми е па пријател кумановац. Реше, ти си бил такој, такој, такој. Да. Реше, колега е како више се на сутреба. Па што да правим? Може ли да го извадимо некако, да не го судимо, да не иде на суд? Па што се може тој? И кажава ми како, ослови да го човека, слободи. По известно време доваѓа ми писмо од Скопје, од Сдружение на возачи на Македонија. Похвалуваме, похвалу со сребрено значку, још го чувам значку, како храброст. Храбар возач, да. Храброст. И чувам го и многу. И тако е. Друго би се случало сигнал некој тако мали. Само да кажемо, значи, еве да кажемо на наши јачи, Боје покажаа голему хуманост, тој сте ви, спастили сте фактички 4 живота заедно со колегу. Да. Ауто е било фактички у пуно со воду, у воду улегнало и ви сте покажале храброст, спасили сте ги луѓе, што е стварно голема хуманост. Да. И за тоа свака ви час. После само продолжите моабет, али тие луѓе што ги спасисте, после јавивали сте, видувастали се? Тоа ми е криво што не се никој јави, не сме се не видели. А ви сте ги спасили? А спасил сам ги. Да. Друга случка што сакаш да кажеш? Друга случка? Друга случка ми се случи. Купија мој, фирмата купи еден камион торпедо. Камион голем. И ја како постар возач да испратиеме да го дотерам од Риеку. Отидомо со тај комерцијалиста у Риеку да го дотерамо. Вечето стигнамо тамо, пренеќимо се балето го земамо. И ја први пут големото около возило у Загреб да го. У Загреб да возиш, значи е тежак сообраќај.
Tu imaš tramvaje, tu imaš trolejbusi, tu imaš леки коли, воз. И ја потражу го фирма да утовару, требаше синтетику. Најдолго таа фирма, они рече мора да иде у Забок, таму една фирма, да товариме една синтетика. Отидоме у Забок, товариме синтетику, враќамо се на пред Ниш. Колона идеше навечер беше. Али камионот не кочил директно, слаби кочници не е како се воздушни, така механичи. На други. А пред мене иде колона, зауставља се еден фиќо, але штопови не му работале. И ја докле ми приближи се ближу, докле да прикочу на друг, удари га бранит, му га само сплеска. И кога го удари, али рамно место, села Топола се вика од Ниш, рамно место, викам гурнал и од асфалт, у ние га збората. Фиќо се, он не било прикочено, како. Дојде полиција, али жена му искочи за тој кедаше. Искочи од кола и он искочи и зедо пиштоле. Де шофер, убиќу га, де шофер, убиќу га. А ја ќуту и жена му искачи од кола и паља. А ја приваѓам го фаќам жену и гледам го, тресе се, собра по бунду, ја, тап, порагрна го, с бунду, и он још те тражи кој е шофер. Доаѓа полиција, не се јавам. Доаѓа полиција, где е шофер? Ја придол до њима, јас сум шофер. А оставljam го женото и покриен со бунду. Покриена с една и покриена со бунду. Па, му матерна, он жену ми грли таму, вика, покрива со бунду, а ја га тражи. А ја на полицајци вика, полиција заслушаме се тие работи, види, нема некоја штета голема. Не сам искршил штопови, само проникна би малку. И мене ме казнија 3 леларки. Додаваме на казнија на 3 леларки. Тоа ми е било. Тие су интересантни случаи од ваше... Да, онако не сам имал проблеми. Да. Не сам имал собраќајки други. Све е било. Еве, Бојко, прилику да покажувам ми слики кад си работаја у Биброк, еве, да. овдека на телефон си. Тој магазинерка беше. И благајничка искача и ми оставljam благајну, канцеларија сама, оно канцеларија на поверење, без да има некој сумњено име, отиде си по своја работа, беше или до банко или до и ја састането вика да не дојде некоја странка или нешто друго, да има потребу и ја у канцеларија седу и Еве, ти ја препознати во оваа машина за куцање. Да. Еве, уште една слика од две имам од Биброк. Ово е исто у Биброк. Чекај, ги туру полно очарите. Слободно. Да виду кој сам е. Ту е, со мене. Чекај само до мене да го покаже, ајде. Не, у Биброк. Тоа тушурак ми, ој сам ја. Не знам кој сум се слика. Добро. Да, не е Биброк. Еве, од Биброк ти кога добиваш признање за твоја успешна работу од директора Љубенко Спасове. Да. Ова е некоја плакета. Тие се женски, тоа што се работале со мене. Тоа е женска македонка. Она е од како најстари работнички од Брокат што од оваа. И тие се од Брокат 2. И тако е некој име од Билјаница. Ово е за 30 години работа, така ли? Да, 30 годишна. Добие си некој плакета? Саат. Саат, ручни саат имам добиен. Добро. Да. Ценили сте го твој труд? Да. А овој прилику да не кажеш побитни луѓе покрај директора Љубенка кој е бил Биброк, ти спомнај некои комерцијалисти кои се работале тага во Биброк, по име да се седиш на некои тие... Комерцијалисти у Брокат су биле тај Данчо бил комерцијалиста, а Крсто Путиски беше директор. А после горе комерцијалите не имаше други. Имаше столе комерцијални, а после дојде Дамчевски, у банку работеше Дамчевски, од Демир Кисел е додавно. Он дојде директор. А комерцијалци имаше од Бедиња еден исто. Тој стол еден имаше од комерцијалста. Он беше од Којинце, родом. И пуно луѓе е било, како да кажувам. Сега доваѓа оне период кад се растура Југославија,
и пуно фабрики пропаднава, меѓу кои и Биброк. Да. Што се деси с фабрику? Едноставно, веќе се најавуваше дека нема да успее да продолжи да работи. Биброк. Па, могло е моје месечини да продолжи, jer конфекција идеше многу, трошеше се многу, тек не са могли да постигне, значи да посадавали и на други робу. Јас сам носил робу за пред Сараево, праша едно село големо, носил сам робу да конфекција да постигне за нас. После идемо си го взимамо тако. А взимале са робу директно се од Немашко доаѓале, туј во крој, се тоа. А има и кроена роба, па донесе во Скопје се имале кроена готова, па го шиев тој пеглав, се тие работи. Што сте ви најше произведувале највише? Што ви е било акцент на работу у Биброк? Производство што е било највише? Најбеше било одела. Одела, убави се биле така. За тоа време зборуват. Убави се биле. Одела имало е. Одела, јакне, блузе. После од брокачето дојде тај, мислим, бранжа што е била брокатска, имаше она разрешени органи, продолжи да производи од синтетику, од памук, па после од синтетику, па производеше чаршафи, навлаке. Да. 91 година ти идеш у пензију. Да. Фактички ти си у задни момент се спасиеш, што викаш, да не гледаш тој мучење на фабрика кој ја пропада. Да. Која година пропадна Биброк? 94 или 93, тако нешто беше? Биброк ли? Да. 93. Тако, прилike, покажување сам слушаја. Да, 93. 92 жена ми работа малку на 10 години, 92 остана у пензију, 93 се растурија. Тако беше. Ете, тоа е исто една трагична судбина на фабрику. Да. Фактички тега су 300 човека останале на улицу. Остана преко 300 човека, околу 340-350 човека на улица. А што е било разлог? Нели можеше фабрика да продолжи или не може да биде паметан, се мислиш било у политику или што е нешто, тако е работа била нешто. А не е било од да е била пропаднала. Не е било. Не е било пропаднала ни Кирфетак, не е пропаднала ни Шик, не е пропаднала ни Зек. Се е постеше било, како ја премна сам ишao у сите фабрики, сам ишao у сите фирми, сам улазал, така ми е била работа, али си са биле добри. Како Чик е било добар, кој Кирфетак е најдобар да нешо. После имало е фирма, да не збору за Шамлице, не сам имал толку запознаем Шамлице, али ја не сам имал работу со тај бранжа. И фактички ти си остана млад у пензију на 55 години. Да, тачно на 55 години. И тешко е ти било кога останал пензију, после си веројатно нешто паработа е. 1-2 години било ми е тешко. Тоа да гледам забраву тој. Јас сам земал по 13.000 плату, а пензију зема 4.000. Тоа ми е било, не сам могал да спијам. Работаје си нешто допунски? Работал сам, мислим, куќни работи. Около куќу. Навикнал се да швајцуju, да работу нешто, дали гелендер, дали во ограда, тие работи. Работал сам со мајцери и тако е. Сега во прилику да го споменемо и твоја супругу која е покојна. Да. Где си го запознае супруга? Јон сам го тој у Куманово запознал. Добро. Она е од село и у Куманово доаѓајќи имаше еднога ујко, тој со мене работеше, но Твоја супруга, викаш, запознае си го у Куманово, ви сте фактички биле колеги. Да, со ујко. И кој година сте се земале, 60 и кој година? 59. 59. Да. Значи на 20 години. Да, 59. Фактички ти на 23, она помлада е била? Да. Она е 37. Да, она на 22. Да, она е 37, а јас сум 26. Свадба правимо, кафанче беше, Ортабунар што беше испод болницу. Добро. Есек, тоа е турско мало, има на ќошко и оште стои тоа едно кафанче. Ето испод пред. Тоа е.
У тоа време не е имало кафане, Не ретко е било, да. Не, тој се готви, манже едно друго и тако било, тоа е било. А твоја супруга куде е работала? Моја супруга не е работала до 70 кој не се сеќам тачно, После иде за мојот 70 до 80 година. 80 запосли го у фирму куде мене. у Биврак. Да. До тој работеше негде, работа нешто во Мишурин, работа уран производ малко, и тако не мога го запосла на друго место, и тако го запосли го 81 до 92 работа туѓе. Овамо се има стаж малко од он што работа од Мишурин, знаеш? И на 13 години стаж падна у фирму да иде на бензови, тако место на Долноја, и беше паднала мраз, скрши ногу. И зема инвалидску пензија. Викнаваме директор, беше Спасе професор. Може да го знаете, он беше директор, али со njega близко многу се ме поштувале директори, како радника. И управник ме е многу стоje, управник ми е бил, ме е поштувал како радник. И ме викал мене што правимо со женути, а ја у пензија веќе. Вика што правимо, вика дојди вика каде нас. Дојде во фирму, седнамо, косак. Што да правимо, вика, што да удаднемо радно место. Зашто на радно место имаше на тие машини и органи што шие, треба стоејки, а она многу скршена, она тешка беше околу 80 кила. И викам нешто, моја ако можете и ако сакате, дајте во инвалидску пензија некај дали. И они се погледнаа тако. Па рече што да покушајте и правник рече, може да покушам века. Поправо рече директор Спасе. Вика, што мислиш па рече? Дали може да успеем? Па рече, ќе покушам. И отиде на инвалидску пензија, одмah удадува пензија. Пошто тешка, нога скршена, Да. и удадува пензија. И такој, Еве Војо, за ти за твој стаж 30 години прошли си илјадници километра. да, илјади, тачно. Фактички ти си повише бија надвор него дома. Више надвор, него надвор. Како е тој По 3, по 4 дана, по 5 сам бил надвор. Како е тој поднасала фамилија? Веројатно тешко е било и за женот и за деца. Па, да ти кажу право, поштувале се ме и деца, и до денеска, а и слушале се ме. Ја, како што ме татко ми воспитал, јас сум бил исто строг према деца. Нема без моје прашање, нема. Ти имаш сине и керку. Син и ќерко. Еве овој прилику ми ти покажемо на слика, ова е Да, тоа е керка ти веројатно. со деца. Еве са унуци. Оп. Само да го покажеме. Да. Да, со деца. Еве, како се вика унуци? Унуци, еден е Стефан, еден е Никола. Да, овој прилику да ги поздравимо. Да. Стефан и Никола. Добро, си ми работи у Евана, викаш, асте? Да. И ти си горд на своји деца. Кај па ќе кажу, иако си бие нон-стоп надбор, ти си ги изчувае, извее си ги на пут и Да. тоа е најголем успех за сваког Па затоа жена е работала, за да може да ги изеде на пут. Jer ја прво направи куќу на Васил Драгомански, куќу сум имал. 44 Васил Драгомански. Тоа куде доаѓаат прилики? Никшичка, Знам. па после нели има раскрсница, скренуе се од која град каде има, десно се скренуе, таа искача горе на куде е Соколано. Туј е. Туј се уселија негде 55 негде. Се усели у куќу направи со братја ми заедно, например. После не биде некако слога со брата ми, а ја па дали е комшија, дали е брат, штом немам добар однос, одма се iseli. Продадо 11.000 марки. И бодо потирiju на Mošapijade, kraj na danas kad se ovde na poslednjoj kуќа, на Mošapijade.
па купи башче тој одма од тие баши, па направи дел град. Се доедно 4-5 години тој град. 2 години беше под Хирiju, па си мој направи тој две соби, 3. Не ми дава да граду. Донесо материјал, цигли, железа у двор. Не ми дава да граду и готово. Па купи плац овде горе. И тој бике неке нема пријатели, не ми дава дозволи още овде не се градеше, беше њиви, кога се овде градеше, ја веќе тој градеше. Не се градило. Да, тој се градеше тој. И направи тој 57 годину, овој 77 годину, овде се усили. И од овде почна да се гради нагоре, се беше њивината Лојза, тој се усили. Меѓу првите доби водоја, струју ведо, меѓу првите. Некои комшии тој зима од школа кога се градеше, а ја имаше од бандеров дека од Лескошко. Направи 2 бандери, 3, и тој имаше. И после си установ дека живи сега у стан. Мој куќу. Мој куќу живи. А, куќу, да. Одише зградите овде, Да. но мој куќу. 40 број. Сега да кажемо дека традиција на Кумана во тоа време, па и ти си мај твоју традицију, одбележуваја си славу. Да. Кој славу се славиле? Свети Ѓорѓе. Свети Ѓорѓе, тоа е било 8 декември, тако нешто. Да. Ми ти покажемо некои слики од твој славе. Да. Тие слики, прво, ова е на колегу мојага, еве га Живко, ова е Владанка, жена. Ова е исто колешка на мојага колегу Драган. Тој сме заедно работале. Добро. Така. Да кажемо Војо дека во тоа време слава у Куманово по куќи била многу посетена. Много. Луѓе се доаѓале, Да, да. па чак и чекало се е ред да стане некој друг да седне. Тачно е, овие докле не стане, други нема да седне. Шон други дојде, овие мора да стане, што се управи. Еве други луѓе да ги Да, кажеш кои исто су. тоа е било, исто е на славу, а ово е на тога уика на жену, син. Али на славу ми е доваѓал со жену, он тој е бил и доваѓал. И исто тој, ово е комшија, и комшико Китан, комшија ми е одма и сак тој живо заедно. Китан. Китан. Добро. Еве ти си исто дека слава. Да. Тој исто слава, ово е Шурак исто на жену, тој, и негова жена е тој, и тако, и комшии. Тој су, сега може да ги кажу на свите на име. Тоа е првата женска е комшика, другата е жена ми, од овамо страно е та исто комшика на Моша Пијаде и муж во њума. Како се викам, не ги знае. Сречко и Иконие. Не, добро. Тој на Моша Пијаде смо биле Еве комшија. една фотографија. Ова е исто на снашка на сестру ми и син, и тут снашка на сестру ми, и тие исто комшика, снашка, и тај комшика е, и ова е од комшија. Во тога се е славило по неколку дена слава. Не еден дан. По 3 дена. 3 дена. Да, Гости, увек имала. еден вечер заврши, па доваѓа друг, па треќ. Да, луѓи доваѓал. Тоа е било мрсна слава веќино. Да, не посна слава. Посна, пардон. Посна слава е слава. Ѓорѓе. Да. Ева ова ми слика упадна во очи дека пишува нешто од Dream Team. Што е ова? Да видам беше. Ово су син ми и колеги негови. Од Евана. Да, Сакаш Евана. што да кажеш. Сите су колеги негови. Тие доваѓави и денеска, ово е од Табаноса, Горан, син ми и дечко и ова исто. Тој со. Али еве да се вратиме на кратко на Биброк. Биброк ќе организирае за вас прошетки, ви сте шетале. Да. Еве една Два убава пати сме слика, у Истанбул. незаборавна.
70... тоа е било благајничката моја што е. Благајничка и мушву. Аха, и ти супруга, Да. добро. Благајничка и мушву, Симо, Ово е у Истанбул, тако ли? у Истанбул. Да. Мислю дека пишуе 77 година овој. Тако и пишуе на слику позади. Па може да е, не знам тачно која година е било, али што ме 70, сигурно е така. Уствари тие са, таа е благајничка. Од почеток су заедно биле до пензија. Оно се млада помина. Више една слика од Ова е исто од на Славу. Славе. Да. Комшиката е Софија, мајка на секретар у Кирофетак беше. Комшии сум туја, Софија, а тој е чишо на жену ми, па после шурак ми, па друг шурак и тој комшија. Добро што си сачуваја овие слики, ви што време се сликае. Да, И во останало успомена дека многу сме се сликале. имале сте убаву традиција славу да славите. Да. Абе, сближи се народ, па му без мене се некако многу слабо се контактирали. Да, луѓе се слабо дружи, да, сви нема такво време што вика брзо темпо на живот. Не сме гледале на трошкови, прем да су биле мали плати, али па е било ефтино. Не сме гледале на трошкови увек. Добро. Бојо скоро 1 сат зборимо, мислам дека пуно работе кажамо и ја мислам дека кажа мал дел историја на Биброк што ја бија. Да. Ипак Биброк какъв такъв, доста фамилие што вика Кумановци ранije. Како не? И таа фабрика исто улаза у историја на Куманово. За жал она заврши трагично, меѓутоа Да. треба се спомне дека таа фабрика има заслуги за многу генерации на Куманово. Да. И мислам дека тие работи треба да ги потсетуваме, да кажуваме стално. Нормално. Еве за крај ќе покажа још едну слику. Ова е некоја свадба или веселје. Тоа е у село, свадба. На свадба у село. Тоа ако мене нема, може сам јас сликар, ако сам ја, онда друг не е сликал. Пуно сум Радко сликар, може да го памтиш. Да, многу близак е бил со мене. Он ме учил како да сликам, дава негови апарат, сликам по свадби, по собори и така му носам прави слики и така е. Значи, да се занимава. Да. Сега те прашам, имаш 88 години. Да. Имаш ли некој специјален рецепт на искрену, како се раниш, дисциплину имаш и... Искрено да ти кажу право, не наваѓал. Мало Све јас едеш. сам се едо едино љуто и пресолено не едо. Тој да. Љуто и пресолено не. Не пио алкохол. Алкохол кажа дека као почнаш шофер да био и после на славу па пиу сок. Али ако имам време, зависи колку време, пиу нешто алкохол, али ако пиу вечер и после да возу не пиу. Не. Сега си сам, бабичка ти почина Да. и веројатно наваѓаш начини како време да го испуниш. А време го исполнувам, имам двор поголем, 600 квадрата, имам дрвца доста, тели нешто ќе крои дрвца, нешто лозници имам, едако или башча нешто, тако се занимавам. Се, како што кажа, највише докле можеше да работу, се занимаваше, те нешто завару, нешто швајцу и што ти јадам, ти тако време да ми пројде. Или па отиду у село каде мој на жену ми, па помагам нешто и тако е било. Бојо, фала ти што беше гост. Сакам те прашам, гледаш ли ги овие емисии за Куманово? Гледам ги, Добро, тоа е. гледам ги. Да. Многу ни е важно, што вика народ обича. Да, И ми продолжуваме дај да ги работиме емисија. да. И фала ви за поддршку што го пратите емисија на свите. Еше еден пуда поздрав до тебе што дојде да бидеш гостин на емисија и ќе се видиме друго прилику, пак ќе те поканимо. Нема проблем. Толку за денеска, ова е прва емисија после подугачко време у ресторан Ексклузив, па се враќаме у стару базу, што вика Кумановци, поздрав и све најбоље.